најголем дел од пратеничката група, би рекол, на ВМРО ДПМН и на нивни функционери има договори за земјоделска земја. Системот е исти. Се земат државна земја, која што после тоа не се обработува, а за истата се земат субвенции. Тоа е еден организиран криминален систем на оваа власт во рамки на овоа министерство кое што се спроведува, кој што Груевски и Мјалков го спроведуваат преку министерството во кое што Михаил Цветков е само визитор и параван на целиот овој криминал, и ние сме чудо невидени од она што се случува во самото министерство. Значи, ако ве разбрав добро, пратеници добиле земја која што воопшто не ја обработувале, а земале субвенции за неа. Јас ќе ви кажам за неколку пратеници пример кои што имаат договори за земја. Натаму треба платежната агенција, инспекторатите и сите оние државни институции кои што се платени од нас граѓаните да тоа го проверат и констатират. Шефицата на кабинет на Трајко Вилјановски има договор за 20 хектари земја. Таа е сопруга на Александар Спасеновски, пратеникот. Крсто Муковски, колку и сака да се вади. Има договор за земја, фирма во која што он се појавува како еден од основачите. Двојецот Весна Пемова и Илија Пемов. Тоа се сопружници од кавадарци кои што де едниот е пратеник, де другиот е пратеник од ВМРО ДПМН. Покрај тоа што се пратеници од ВМРО ДПМН, сегашни или бивши, имаат договори за земјоделска земја. Има на многу раководители во институции кои што се во државата кои што исто поседуваат земја. Не случајно сега на крај крајава велат дека нели се земјоделска влада. Тие не се земјоделска влада затоа што ги штитат и бранат интересите на земјоделците. Тие се земјоделска влада затоа што најголем дел од нивните функционери земаат државна земја. Ако збориме за земјоделците, тие треба да ги посетат луѓето во Мустафино, во Иванковци, во Тркање, во Грдовци, во Бузалково и да видат како луѓето се молат за земја. Земјата на Субрата Рој 104 години необработена и не се дава на луѓето кои што таму освен тоа што им е во двор, не можат. Они се борат за земја, за гола екзистенција. Тоа луѓето имаат сериозен проблем. Ја затоа поминав во овој период над 100 села во државата се со цел да видам реално стварно како вистинските земјоделци која е нивната секојдневна мака и како ние во наредниот период може да им помогнеме. Само кратко пред да